Изборите се одржаа на почетокот на мај. Новата влада беше избрана на крајот на јуни. А деновиве се навршија 100 дена од работата на новиот премиер и неговиот кабинет. Состојбите се далеку од идеални. За наследените состојби, премиерот говореше на едночасовната пресконференција во владата, а и потоа во јавните настапи на неколку медиуми. Едно од работите што ги наследи е државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Најлесно не е Коцевски да го смениме утре за утре. Во сите настапи премиерот јасно стави до знаење што мисли за начинот на кој функционира обвинителството. Како илустрација, ја користеше кривичната пријава на полицијата против бизнисмен, според премиерот близок до претходната власт. За него, обвинителството побара мерки за предпазливост додека трае предистражната постапка, но не и притвор, што според оценката на Мицкоски е несоодветна мерка. Криминалот е 70-80-90 милиона денара. Евидентиран, судот го пушта и тоа беше генерална проба, сакавме да видиме како ќе се реагира и го става на мерки на предпазливост да се јавува еднаш во неделата во суд. Ние имаме еден озбилно зарубен систем помеѓу обвинителите и судиите. Сакаш да дека направивте тест? Да. И свативме дека било кој посериозен да отиде нема ни тоа да го добие. Со овие обвинители и судии поединци, кои што денеска се таму. Но и покрај тоа, додаде премиерот во гостувањето на подкастот Лазаров. Владата се уште не сака да иницира разрешување на јавниот обвинител. Остава шанса да се покаже. Нашата задача и нашата цел е да овој обвинител, изгласан од мнозинството на СДСМ и ДУИ, обвинува по закон. Да. Му даваме шанса да видиме како ќе се однесу. Нормално тоа не е бесконечна шанса и тоа има рок. Ако се погледне законот за јавното обвинителство, ваквиот став на премиерот повторен на други јавни настапи е проблематичен. Александра Трајановска од Хелсиншкиот комитет објаснува дека согласно член 88, Собранието може да го разреши јавниот обвинител на Република Северна Македонија пред истекот на неговиот мандат по предлог на владата, но под одредени услови. Владата треба да има добиено мислење од Советот на јавни обвинители и тоа разрешување може да биде, како што кажав, во две форми, тоа ако е член на политичка партија или ако стори потешка дисциплинска повреда во своето работење. Тоа се единствените два начини на кои еден јавен обвинител може да биде разрешен. А што се подразбира под потешка дисциплинска повреда? Во членот 91 од алинеја 1 до 6 се набројани следниве дејствија. Потешка повреда на јавниот ред и мир. Ако обвинителот одбие да поднесе изјава за имотна состојба и интереси, прекршување на правилата за изземање. Ако е правосилно осуден на казна затвор до 6 месеци поради дејствија при вршење на службата. Ако неовластено издава класифицирани информации. И ако намерно или неоправдано направи крупна професионална грешка. Побаравме став и од јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Како го коментира и како влијае врз неговата работа ставот на премиерот дека е ставен на тест и дека има рок да се покаже, а во спротивно ќе биде разрешен. Ова е интегралниот одговор што го добивме од јавното обвинителство. Јавниот обвинител не коментира политички изјави. Обвинителството постапува исклучиво според законските одредби и заложбата за законито, ефикасно и транспарентно работење е нешто што јавниот обвинител на Република Северна Македонија го истакнал повеќе пати. Како до сега, така и во иднина, јавноста ќе се увери дека делувањето и постапувањето на јавниот обвинител на Република Северна Македонија е во насока на исполнување на функцијата на јавното обвинителство и во насока на заштита на јавниот интерес и правата и слободите на граѓаните. Но, уште подискутабилни од ставовите на премиерот за разрешувањето на актуелниот обвинител се оние за избор на нов. Во подкастот Лазаров, тој беше прашан што ако обвинителот не се покаже и каков кадар ќе дојде на тоа место. Мицкоски го израмни изборот на обвинител со избор на функционер во првиот ешалон на извршната власт. По кој принцип ќе ги носите кадрите? Ќе одлучува тебе? Ако не се покаже тој човек, ќе треба друг обвинител, нели? Па нормално дека треба да се гледа да биде, ако одиме кај обвинител, треба да биде искусен правник со децениско искуство, човек кој што е од фелата и така натаму. Се разбира човек со кој што ќе можеме да соработуваме. Нема сигурно да биде човек со кој што нема да соработуваме. Некој кој ќе ми каже, партиски или не знам пријатели или друга. Па нормално со тие луѓе ти можеш да соработуваш.
Со тие луѓе си соработувал, со тие луѓе си создал доверба. Да, тука доаѓа моментот дали тој човек што е таму ќе го трне моментот на партија и ќе соработува. Еве, сме направиле обид професионалец да донесеме за град Скопје, гледате како заврши сето тоа. Гледате како заврши. Нормално е дека со луѓето со кои што имаш доверба, со кои што функционираш на дневна основа, со кои што се консултира, со кои што разговараш, нормално е дека со нив ќе соработуваш. И тука нема ништо различно. Со кого функционираме, со кого ни арбитрираме. Логично е дека јас како претседател на ВМРО ДПМН денот мој работен ми поминува во друштво на моите соработници од ВМРО ДПМН. И логично е тие да се мојот прв избор, бидејќи со нив сум стекнал доверба. Да сум соработувал со... Да, така, нели повторно се партизира? Нема, логично е тоа. И тоа е и во Америка така, и во Шведска е така. Проблемот е во администрацијата да не дојде до партизирање. Во ние надолни ешелон. Инаку, логично е дека оној прв ешелон, оној клучен, би рекол, клучно обкружување ќе бидат твоите најблиски соработници со кои што функционираш во рамките на партијата или коалицијата. И тука не гледам нешто што не е нелогично. Тоа е малку контрадикторно затоа што самиот закон навлага во тоа дека еден јавен обвинител не може да биде член на политичка партија, така да тие две функции не се неспоеви, така да сепак треба да биде некој што е професионалец во својата област, кој веќе долгогодишно искуство има во кривичната правда и кој навистина е човек со интегритет, кој има високи морални и етички стандарди за да може да извршува функцијата која што нели ќе му е доверена од собранието како орган кој ќе представува граѓаните на оваа држава. Не само што јавниот обвинител не треба да биде човек од доверба на премиерот или на политичка партија, туку и неговиот избор не зависи само од владата. Процесот е следен. Владата испраќа барање, а собранието распишува оглас за избор на нов јавен обвинител. Кандидатите кои ќе се пријават одат на проверка пред Советот на јавни обвинители, кој дава образложено писмено позитивно или негативно мислење за сите пријавени кандидати што ги исполнуваат условите согласно закон. Потоа, владата бира кандидат, но само од оние кои Советот ги оценил позитивно. Тој кандидат, заедно со мислењето, се испраќа до и се гласа од собранието. Со други зборови, владата може да бира само од кандидатите за кои зелено светло ќе даде Советот на јавни обвинители. А Советот на јавни обвинители може да не даде зелено светло за ниту еден кандидат, па огласот да се повтори. Но може и да не даде мислење, па во таков случај да ја остави на владата да бира кого сака од пријавените кандидати. Од Советот на јавни обвинители не добивме коментар за ставовите на премиерот, бидејќи станувало збор за политички изјави. Но, тој веќе во следниот јавен настап во понеделникот на МРТ не пропушти да ги спомене и нив. Така реално, бројките се такви, утре може да го смени. И него, и судски совет, и совет на јавни обвинители, и веднаш интерпелација да им направиме, нови да предложиме. Можеме веднаш да го направиме. Еве, ние даваме шанса. Велиме, еве, да не биде дека ние партизираме, но ако таа шанса нема да биде во недоглед. Таа шанса може да трае одредено време. Тоа време се ситни, се троши. И кога ќе видиме дека нема напредок, тогаш логично е да предложиме наши луѓе во кои што веруваме дека ќе го испорачат тоа кое што очекуваме ние и граѓаните да го испорачат. Тоа е битка против криминалот и корупцијата.